Благодарам, председателке, почитувани колеги, почитуван представник на Судскиот совет. Последната реченица вака ме натера да се јавам со оглед на тоа што расправаме за извештај од 2020 година во кој што наведовте одредени предизвици кои што произлегле и се нотирани во самиот извештај, пред се во делот на дигитализацијата која што е неопходна во 21. век и особено во делот на интеркомуникацијата, односно внатрешната комуникација помеѓу институциите со оглед на стратегијата на оваа држава, да комуникацијата помеѓу институциите биде на електронска платформа на која што треба да се приклучат и судовите и генерално судската власт. Имаше одреден напредок, меѓутоа и сериозен застој во таа фаза. Па би ме интересирало со оглед дека е 20 година, докаде сме сега со оваа приказка, што е исто така направено во делот на другите ресурси, во човечките ресурси. Се наведува извештајот дека одредени судови се со нееднаква пополнетост на судските позиции, се наведуваат и проценти помали од 50% пополнетост во делот на просторните ресурси. И она што како последно би сакал да го издвојаме, дали она што министерот за правда во одредени разговори со јавнообвинителската власт и судската власт договори и презентираше јавно, а тоа дека платата на судиите и на јавните обвинители за 2022 година ќе биде зголемена за 15%. И настрана дебатата за таа оправданост, зборам дали ова јавно ветување кое што е дадено и испочитувано во 2022 година и дали ќе видиме одредена реакција во однос на ова ветување доколку не е исполнето во извештајот кој што претпоставувам би бил за 2022. Доколку можете да ни одговорите, би бил благодарен. Благодарам.